правевме опции, де ваква опција, де онаква опција за спас на Југославија. Познатата декларација Григоров Изетбеговиќ е последна идеја за спас на Југославија. Сега, кога зборувам за тие подготовки, јас зборувам за многу сериозни подготовки на економски, финансиски и на одбранбен план кој можеше Македонија да ги прави, а при тоа да не ја провоцираме Југославија. Единствен пример ќе ви кажам. Сите републики, вклучително и Србија, која најмногу се бореше за чување на Југославија, направи упади во монетарниот систем на Југославија. Сите влегува во југословенскиот денар и си земаа колку што сага. Знам дека последниот упад на Милошевиќ беше со 3-4 милиарди марки во тоа време. Македонија не само што не направи упад во монетарниот систем на Југославија, туку, ако се сеќавате, и тие пари денари југословенски што ги имаше, што ги заслужуваше, на крајот ги собра и им ги предаде на Југославија. Значи, не се случи ни она, да речеме, владата на Република Македонија. Киро Григоров како врвна личност, како гуру на македонската политика во тоа време, неформално да собере 20 или 30 познати најкрупни бизнисмени и да им рече задолжувајте се од другите југословенски републики. Ни тоа не го направи. Се сеќавате на неколку босански бизнисмени, на хрватски бизнисмени. Што правеа во тоа време? Секој се задолжуваше од другите републики колку што може. Значи, ние ни тоа не го направивме како политичка порака. Значи, сега, да не браниме теза дека тоа што бавно сме оделе кон самостојност, затоа што сме биле многу паметни за да не нападнат. Ние одевме бавно кон самостојноста затоа што не сакавме да има таа самостојност. Ќе ве потсетам на познатиот случај со резервистите, кога почна Словенија, не знам, мислам тоа беше словенечката криза, не беше тоа хрватската криза, кога југословенската армија ги собра резервистите од Македонија и требаше да ги праќа југословенските резервисти во Југославија. Киро Григоров даде согласност за тоа. ВМР го направи бунтот во парламентот на лице место, одевме по градовите, знам во Крива Паланка имаше, во Прилеп имаше, во касарните. Ние го направивме тој бунт. И после го знам точно Советот на безбедност кога се собравме и донесовме заклучок да не се праќаат резервистите. Значи, таа гарнитура ќе ги пратеше и резервистите. Да не зборуваме за повикот македонските војници да се враќаат назад затоа што таа војна не е наша војна. Значи, има многу елементи кои зборуваат дека не се работи за мудрост за да дојдеме до самостојност, туку за искрена желба да си останеме во Југославија. Вие во вашата книга велите следново: доколку Србија успееше да ја покори Хрватска за месец-два, нас ќе ни дојдеше редот. Може би Србија тука изгреши, може би Србија требаше прво Македонија да ја реши, па подосна со војници од Македонија да го решава проблемот на Хрватска. Они може би мислеа дека нема да има потреба да војуваат. Јас мислам дека Милошевиќ до падот, до кога падна? 2000 година. Да. До 2000 година не ги признаваше границите со Македонија. Да, немаше граници, да. Нонстоп правеше некои провокации. Милошевиќ се сметаше дека Македонија е српска земја, дека има овде доволно структури кои во моментот кој ќе ги расчисти другите проблеми само ќе кликне и мислам дека беше во право. Но се уште се обидувам да разберам како вие не се фативте на јадицата што ја ширеше нонстоп пропагандата на 45 години и не сте пројугословен. Не можам да разберам дали може би како дете сте биле на посета во Софија, па сте пошто јас овој кажам од личен пример. Јас кога отидов во Софија прв пат во животот, престанав да ги мразам бугарите. Не, јас да ви кажам дека бугарите ги мразев до војска. Да? До војска, тоа е колку 18-19 години. Значи јас нас не учат да ги мразите, да ги мразиме, така? Јас, да речеме, сум бил секојаш одличен по историја. Ако си ти учил југословенската историја и да бидеш при тоа одличен, не можеш да не ги мразиш бугарите. Јас тоа сум го кажал и порано. Јас толку сум ги мразел бугарите што татко ми кога го носеше кашкавалот од Бугарија, јас не сум го јадел затоа што бил бугарски кашкавал. Значи, јас сум бил дел на истата политика која класична југословенска. Како мал со другари сме бушеле гуми на бугарски коли кои доаѓале во Делчево. И што се случи? Зошто се прекина тоа? Таа омраза? Јас ви велам дека кога почнав да ја читам македонската историја, кога ја осознав македонската историја, едноставно сватив дека ние сме еден манипулиран народ, дека ние сме една манипулирана нација по многу прашања, по прашањето на југословенството и по прашањето на политиката со нашите соседи. Рекате дека сте биле во војска, каде бевте на служување на војна? Значи вака сега,
Јас бев во војска во Штип, тоа може би, значи вака, јас кога дојдов во Штип, во војската, јас, значи, зборував српски. Која година тоа? Тоа е 84-та, ако не се лажам. 84-та, да. Да, 84-та, така, 3-4-та. Значи, и мене некои таму, како да ги наречам сега, селски деца од Демир Хисар, кои зборуваа македонски, почнаа да ми ставаат знак прашалник. И тој ме зафркаваше мене, бе, што правиш, зборуваш српски овде во Штип. До таму сум бил јас југословен. Втора работа, колку сум бил јас идеолошки, исто така заблуден, како сите други во ова Југославија, ќе ви кажам дека јас, значи сега пазите, јас во Штип служев, значи, во таа 84-та година, сега не ме земете збор, 83 или 84-та година. Значи, Штипската единица беше прогласена за најдобра единица во цела Југославија. Во таа единица, нашата, значи, хаубичката батерија, кај што јас служев, беше прогласена за најдобра единица. Значи, Штипскиот батальон беше прогласен за најдобра во Југославија, а единицата во која сум служил јас беше прогласена за најдобра единица во на целата територија на Југославија. Половината од ова има некакви, тие, нели како ги даваат во тоа време некои награди, ордени, не знам што беа. Сега, во таа единица што беше најдобра, јас држев предавање по идеологија. Значи, јас бев главниот кој беше одреден за идеологија на војниците да ги покрива за тој југословенски дух. Еве, тоа е мојата слика на, мислам, ова е многу прв пат го кажувам и мило ми што, еве, наоѓате да направите на ваква провокација, за да ви кажам дека јас сум бил југословен како сите други во оваа држава. Доаѓањето во Скопје и среќавањето со одредени личности кои ви кажав, отварањето на некои фондови во универзитетска библиотека кои беа затворени во тоа време за јавноста, и тука може би беше мојот клуч што тој човек Стојче Наумов имаше достап до тој забранет фонд на универзитетска библиотека, и кога почнав да ги читам некои, да ја читам на лектура, јас, значи, почнав да навлегувам во таа целосна, така речена, манипулација на југословенската политика према Македонија, прво на македонците како југословени, второ на македонците према другите соседи, и почнав да си ги поставувам одредени прашања сега понатаму за кои даваат одговори. И наследно дојдовме, нели, морам да ја кажем, јас во тоа време не одев во антиката, меѓутоа одев во 19-20 век, за кој можам да ви кажам дека се чувствувам како навистина специјалист за било која тема во тоа век, и од таму произлезе, нели, идејата која ние отворивме во раните 90-ти години, ревизија на македонската историја, рехабилитација на личности кои не смеа да се спомнат во Македонија, од Христо Татарчев, од Борис Сарафов, од Тодор Александров до Ванчо Михајлов, кои гледам сега полека еве, нели, си наоѓаат место и во музеите и во документарните програми. Ма 20 години требаше да се дојде до тука. Толку ние бевме закоравени, дека имало една македонска независна идеја која идејата за самостојна Македонија беше потиснувања. Ако тогаш можеле, и тоа беше првата теза, зошто ВМРО, за да ги подсетиме луѓето, ако сме можеле во една Османлиска империја, која е многу помокна од југословенската, да бараме самостојна независна Македонија, зошто во Југословенска империја да не го побараме истото, да не побараме таа самостојна независна Македонија. Значи, тука мене ми се врежа идејата за самостојна независна Македонија. Потоа имаше тука некои американски автори, читам дека сега таа книга дури сега ќе се објавува во Македонија, која токму во комунистичка Југославија имаше напишено книга за таа борба на македонците за самостојна Македонија. Така што беше тоа еден индивидуален пат кој јас самиот си го трасирам. И од тука да речем јас тука негде 88-89 година почнав да ги собирам патриотите. Значи, во населбата дојде еден Димче, кој од мајка му разбрав дека лежал затвор, не знам затоа што Тито го исцувал од прилеп. Веднаш барав да се сретнам со тој човек. Тоа сум негде 2-3 година студент. Слушам, постои патриот Константин Диневски Динката. Тој беше еден директор на фирмата Македонка.
одам кај него. И тој лежал во затвор, така? Тука, да, тој бил во затвор, да. Одам кај него и тука го запознав Борче Змековски, он му беше шофер на Динката. Почнува веднаш комуникација. Во исто време слушам Драган Богдановски, прв пат слушам за Драган Богдановски, излегол од затвор. И тој 14 години. 14 години. Значи, тоа се приказни кои ги немаше во јавноста, значи вие морате да се информирате одредени луѓе. И така се осознаваше мојот видокруг. Значи, негде 87-88 година, се сеќавам на една слика, татко ми доаѓа во Стив Намов, јас сум ги наредил сите револуционери, Гоце Делчев, Даме Груев, во студентскиот центар. Татко ми доаѓа и ме забракава, бе сине, вика, во сите соби, вика, голи женски, кај тебе, вика, револуционерите. Значи, тука А имаше ли и голи женски на слој? Како? Имаше ли голи женски малку или се Не во тоа време. Значи, сакам да ви кажем, тоа беше мојот индивидуален пат на осознавање. Значи, чисто индивидуална политика со помош од два тројца. Втората фаза, имав среќа Димитар Димитров да ми предава марксизам, што беше, тој предаваше марксизам, меѓутоа беше максимално критички настроен према комунизмот. Значи, тоа беше... Дали можеме да кажеме дека Димитар Димитров е десничар ако предава марксизам? Исто и доста Димовска. Сега, јас можам да кажам дека во рамките на она што му го давало тоа југословенско општество, значи сепак некои луѓе морале да живеат, мора да се хранат со нешто. Не може да предават сигурно конзервативизам и десни теории. Ако во рамките на марксизмот ти предаваше на сериозна критика на тој југословенскиот комунизам, значи вие морате да му признаете на тој човек дека е десничар. Се сеќавам на еден диалог, он ја држи лекцијата за култ на личноста. Култ на личноста зборува теоретски. А пази што збори, ако каже нешто поише, ама ќе го... Ама не сега ќе ви кажам интересно. Он зборува за култ на личноста. И опишува така работата, што јасно пред тебе ти излегува Тито пред слика, значи... Со се пионерките, така? Од родендени, од штафети, од тоа, сето тоа, од слики во секоја канцеларија. И одеднаш прашува, дали препознавате вие некоја личност со култ на личноста? Каде е култ? И сите студенти молчат. Јас станувам, кажувам, Тито, штама? И така почнува нашата комуникација со, да речеме, со Димитров. Значи, одредени луѓе влијаеле, меѓутоа, да речеме, тој не за самостојна Македонија. Тој исто си беше се во рамките на Југославија, ама, нели, пат на комунизмот, плурализам и сето тоа. Баш како што планирав, прекрасно на Муаметот, ќе направиме мала пауза за реклами, почитувани гледачи. Останете со нас, ќе продолжиме со разговорот со понашниот премиер на Република Македонија, господин Ѓорѓе Георгиевски.